Стана ли сообраќаец после тоа? Стана, за жал. Стварно? За жал стана. Колку време си сообраќаец? Доста долго време таму бев. Бев некоја година дена сообраќаец. И таму беше секаков мобинг, секакви лоши случаи. И после година дена повторно ми се случи истото. Доаѓаш на работа, решение, од утру драчево си. Зашто не си носел капа вчера, не знам, те видел некој без капа си бил. Че најбанална работа. Добро, значи те повтор пат те деградираат на некој начин. Да, повтор пат. И те деградираат на такви позиции кај што никој не сака да биде таму. Или са наистина нема Драчево, конкретно полициска станица Драчево, една така по лоша, тоа време имаше многу нечесни работи таму, дрвократците се најчести сврзани со сите началници и сменоводители. И конкретно и таму, еднаш сопираш со тамчињава што се со дрвата, да направиш контрола, не пишеш казна, немаш правото да го правиш кај нив. Утредента си на стража, више те тргаат од патрола, нема шанси, не ти дадат ни кола, ни ништо патрола. Значи ти ако трнеш да ги едноставно да го спроведуваш законот, да кажеме како полицаец, ти ќе завршиш во некоја планина за некое време. Многу често се случило на многу колеги кои стварно многу често биле честни, си извршувале работата и ќе направат таков мобинг, ќе ги прераспоредат на некоја позиција што стварно никој не ја сака. Има такви позиции. И ќе на некој начин те тера да се откажеш. Има колеги што се откажуваат, има некои се уште водат инат и некако издржуваат, но тоа е многу често. МВР е и до ден денеска не сум, како да кажам, од денес многу од трет аспект гледам организацијата и до ден денес е истата. Многу лоша организација каде што е се уште тоа. Ако не ја следиш, како да кажам, значи мора ли да имаш, да кажем, некој процент на корумпираност со тебе за да бидеш таму? Пошто мене присилени се колегите. Да, некако така ми изгледа. Се значи и да се луѓето честни од она што го кажуваш, значи буквално 100% честен човек да влезе таму, за да остане, за да на некој начин преживее во таа средина, мора да се искорумпира барем во одреден дел. Едно време и на сообраќајна им стаја камери, пак некој ќе ги сопре камионите што не треба ги сопре. Одма е проблем, си имаат своји такви тивки начини како да ги задишат сите тие. Добро. Те делегираат во Драчево? Да. Одиш во Драчево, колку време си таму? Кратко време брев. Некој си 3-4 месеци и успеав да се повлечам. Што следи после тоа? Потоа отидов во увидна екипа. Тоа што татко ми беше таму, исто така. Кратко време и многу е чудно да работиш заедно со татко ти. Да. И тоа е наистина беше една од така подобрите и поголемите лекции во животот што ги научив, што многу по денешно време што ги гледаме сообраќајки многу луѓе што не се свесни што све може една кола да направи и нечесно кога би возел. Ја таа лекција научив таму на туѓа кожа, да не речам. Секој ден си уклучен со различни сообраќајки, со различни луѓе што имаат различно сваќање за возењето. Кои се, да кажеме, неколку вака впечатли случаи што ти оставиле, да кажеме, што ти станале во меморија, што наставно не си можел да поверуваш дека постојат тие работи, ние не ги гледаме. Секојаш се смртните случаи. И имаше најчудни, навистина чудни смртни случаи. Кај што сваќаш дека и еден најнормален човек, ако ја изгуби свеста пред волан, да не биде 100% свесен дека седи позади волан и дека е можно нешто лошо да се деси, и тоа што се случува. Имаше случаи, сеќавам на една случка во кругот на железара, во кругот на фабриката, едно лице си го прегази својот колега. Сакајки, тоа сигурно не сакајки, тоа не може да биде сакајки. Наистина е многу темен регион, значи нема ни светла. После смена само што завршиле, не знам што се случува. Не може да се опише што се случува, но е многу лесно, многу брзо може да се случи тоа.